Дека е мајка? Дома е, тука вила во Звони да дојдеш тука на мајка. Не знам и го Ој, бе, ќе ќе ме да носиме до таму. Дека бе да те носам ја, бе? Ќе те носам. Плачот на ова дете создава грудка во градите. Повеќе име не истепаа малолетник во Кочани, во населба каде живеат и македонско и ромско население. За случајот објави Цивил медија и снимката бргу предизвика реакции кај ромската заедница. Верувам дека надлежните ќе го решат тој проблем. Но коментарите кои што ги читам на Facebook, некако како да го оправдуваат тој чин од страна на останатите, поради тоа што велат дека детето бил крадец. Погледнете какви стереотипи се случуваат за ромите. Настанот е дел од низата случувања во текот на оваа и изминатата година, кога припадници на ромското население се соочија со физички малтретирања. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права, како виновник ја посочуваат и полицијата. Покрај стравувањата поврзани со здравствената криза, коренитиот расизам кон ромите се манифестираше во други сфери од општественото живење. Така се случивме со случај на полициска бруталност кон припадниците на ромската заедница изминатата година, која што на некој начин стана и чиста практика од страна на полициските службеници, што говори за постоење на расистички предрасуди кај нив и непрофесионално и незаконито постапување. Проблемите со дискриминацијата се појавуваат на повеќе нивоа. Здравствено осигурување, невработеност, но и децениски неравноправен однос од локалните власти. Каде што завршува асфалтираниот пат, таму почнува ромската населба. И тоа се одолговлекува 30 години. Ромските организации укажуваат дека нетрпеливоста најмногу изразена во помалите општини. Таму, како што велат, на ромското население не му е дозволено ниту да влезе во локалните ресторани и кафулиња. Степенот на дискриминација во овие општини е толку висок, што они не ви дозволуваат да влезете, а не камли да се вработите. Дискриминацијата не го одминува ниту образованието. Децата роми без никаква категоризација посетуваат училишта за деца со попреченост или пак се распределени во посебни паралелки во редовните училишта, наместо да бидат вклучени и интегрирани во редовните паралелки. Припадниците на ромската заедница имаат едно главно барање: да бидат на исто рамниште со сите заедници во земјата. Имам чувство дека македонското општество нас ромите не третира како гости во оваа држава, не како граѓани од прв ред. МВР за случајот со тепањето на детето поднесе кривични пријави за 9 лица. Сепак, свеста за надминување на дискриминацијата, како што истакна и нашите соговорници, ќе треба да допре до целото население. На конкурсот на ФДУ не се плашев дека нема да бидам примена поради тоа што сум ромка, туку се плашев од самиот факт дека не сум нечие дете. Емра Куртишова, актерка, миленичка на македонската публика. Таа е една од малкуте ромски уметници ангажирани во националните културни институции во земјава. До таму стигнала зашто решила да тргне по пат спротивен на стереотипите. Многу работи во животот пропуштаат токму поради нивната национална припадност, ради стравот. Секогаш на ум го имаме она, знаете, па ние сме роми, па како ќе не прифатат. Познавачите на општествените состојби окажуваат дека голем дел од предасудите кон ромите настануваат поради непознавањето на нивната култура. Кога еден народ нема своја култура и не може да истакне својата култура пред останатите, останатиот народ креира стереотипи и дискриминација за истиот. Ние се соочуваме со голема дискриминација во Република Македонија затоа што практично луѓето не знаат за нашата култура, не знаат кои сме ние, се уште живеат со тие стереотипи и предрасуди. Според податоците од Министерството за култура, во националните институции се вработени вкупно 34 роми, уметници и технички персонал. За активистите тоа е далеко доволно. Бараат поголеми чекори. Културен дом, без разлика каде да е изграден, дали во Шуторизари како најголема ромска населба, дали во центарот на Скопје, дали во некој друг град. Ни треба културен дом кој што ќе ја афирмира, ќе ја негува и истовремено ќе ја сочува ромската култура. Засека главен начин за институционална поддршка се конкурсите за проекти од национален интерес во културата. Нашата земја е мултикултурна, вредност која сите заедно мораме да ја негуваме и почитуваме,
Во тој контекст е и поддршката на проектите кои се одобрени во рамките на годишните програми на Министерството за култура по дејности кои се однесуваат на поддршка, презентирање и промоција на ромската култура во нашата земја. Сепак, не е отсутно и мислењето дека прогресот зависи и од самата ромска заедница. Треба промена кај нас самите, ние треба да си поставиме милион прашања и да изнајдеме одговор на сите тие прашања, а не да чекаме и да сме си во некоја така удобна ситуација каде што ќе чекаме од другите. Поддршката на културната разноликост е еден од главните постулати во новата агенда за култура на Европската Унија. Од Северна Македонија се очекува да ја следи таа агенда. Наместо на настава во училиште, седнато на камени мост со подадена рака за помош од минувачите. Тоа е само едно од стотиците деца во Северна Македонија, кои наместо во училишните клупи, детството го поминуваат на улица, барајќи екзистенција. Се што остануваат повеќе надвор од образовниот систем, се потешко ќе биде да ги вратиме понатака назад. Проблемот најмногу е изразен во заедниците каде живее ромско население. Истражување на организацијата Ромалитико покажало дека пред неполни 2 години во скопската населба Шуто Оризари имало повеќе од 300 деца што не одат на училиште. Финансиски семејствата не се доволно стабилни за да може да продолжат децата во образовниот процес. Проблемот ескалирал откако бројни ромски семејства заминале, па се вратиле од западноевропските земји. Нивните деца во меѓувреме пораснале и не сите од нив посетувале настава додека биле во странство. Имаат проблем со јазикот, или пак имаше случаи каде што веќе не одговара неговата возраст да се вклучи во второ или трето одделение. Односно, он треба да биде веќе вклучен во петто, шесто, седмо одделение, например, и тука настанува тој проблем. Дополнителна причина за отсуството од наставата е и демотивацијата што ќе ромската популација се појавила поради немањето можност за работа после завршеното образование. Дипломирани роми кои што за жал заминале во западноевропските држави да работат во Макдоналдс, во Бургер Кинг или други сектори во потрега за подобра иднина, затоа што не можеле тука да најдат работа. Сепак проблемот има и друга страна. Образованието е задолжително. И јас познавам доста луѓе кои што не си ги пуштаат децата во школа. И тоа е страшно. И тоа е жално и страшно и што уште не. Монструозно од нивна страна. За да се надминат сите овие случаи, од Министерството за образование и наука велат дека е воведен систем на валидација. Тоа им овозможува на лицата што не одоле редовно во училиште да се стекнат со образование и да се вклучат на пазарот на трудот. Воведен е и систем на медиација за родителите и учениците роми. Образовните медиатори презимаат активности за подобрување на информираноста, за можностите и пристапот до училиштата, спроведуваат редовни средби за сензибилизација на населението и вработените во основните училишта. Во процесот е вклучено и Министерството за труд и социјала со проект за инклузија на ромските деца и во предучилишното образование. Во детските градинки годинава биле запишани околу 350 деца роми, од кои 90 се ослободени од партиципација. Сепак, покрај сите овие програми и апели, бројни ромски деца и натаму се на улиците. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Окњанов.